сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата 99%. Емисија во која го слушаме граѓанското мислење и ставовите на граѓаните по однос на теми кои што се наше секојдневие и кои што се подеднакво значајни за сите нас. Денес во 99% ќе разговараме за една исклучително важна и сериозна тема која што за жал или не е толку застапена во медиумите или кога тоа се прави на начин што да се направи што помалку чувствително, бидејќи истата тангира некои теми кои што се уште табу во нашето општество, особено меѓутоа и во други држави. Денес разговараме во 99% за сексуално преносливите болести и зошто тие се уште табу тема во македонското општество. На оваа тема ќе разговарам со доктор Јасна Митреска, гинеколог, и Јулијана Настоска, социјален работник од невладината организација Опција. Добре дојдовте во студиото на АТВ. Благодариме за поканата. Онака како што кажав и во најавата, веројатно уште долго време секоја тема која што на било кој начин е поврзана со сексуално преносливите болести или со сексуалното здравје, уште долг период ќе представува тема на која што малкумина ќе се одлучуваат да разговараат. Зошто според вас сметате дека тоа е така? Мишел, морам да ти напоменам дека конкретно темиве кои ќе ги зачнеме денес се одлично за промоција за оно што ќе го зборуваме не само за младите, него и за повозрастната публика која гледа оваа емисија. Чудно е тоа што во принцип многу малку се зборува не само за сексуално преносливи инфекции, туку многу малку се зборува и за сексуално образование. Можем да кажем дека постои одреден напредок во општеството и конкретно и на локално ниво, но и на национално ниво, но сепак ево ќе си дадам како една задача и ние како невладини организации, но и професионалците кои се одредени да ја работат оваа проблематика, можеби треба да бидеме погласни, појасни и поактивни со кога е во прашање, нели, кога се во прашање сексуално преносливите инфекции. Има некој напредок со тоа што почнато и меѓу младите и во самиот образовен систем од страна на невладини организации да се зборува за сексуално преносливи инфекции, за заштита, за планирана, непланирана бременост, така да сме на едно повисоко скалило за разлика од пред неколку години во секој случај. Така. Доктор Јасна, зашто вие сметате, вие сте веројатно најдиректно инволвирани со сексуалното здравје со сите на тие пациентите. промени, со таа едукација, значи се сложувам дека навистина е потребно пред се во школството од мали нозе да се зборува на таа тема. Не знам зошто, мислам дека едно време се зборуваше да се воведе како обавезна настава да биде, па нешто мислам дека се прекина, а покрај тоа можда примарното е од самото семејство. Значи секогаш све се почнува од самото семејство. И мислам дека многу повеќе треба родителите со своите деца првите разговори да бидат тука, а понатака се продолжува во школството. На денешно време преку интернет порталите, преку се повеќе и повеќе младите се во контакт со да се запознаат со таа проблематика, но останува само сами да се едуцираат. Едукацијата масовна, значи што јас мислам дека најповеќе треба во школството примерно да биде, изостанува. И податокот не само кај нас, значи спрема Светска здравствена организација, во 21 век овие болести, наместо да се намалуваат, тие се зголемуваат. За жал. Може би немаше ни да има потреба да го правиме денешниот разговор, ако било кој човек седне пред телевизор или пред компјутер и до крај успее да изгледа еден од тие рекламни материјали, рекламни спотови кои што говорат за сексуално преносливите болести, меѓутоа за жал малкумина успеваат да ги изгледаат до крај, иако можеби не се тие толку квалитетен информативен материјал, сепак постојат некои информации кои што ниту ги знаат оние кои што ги гледаат, ниту ги чуле, меѓутоа може на крајот на криштата да квалитативно да сменат нешто во нивниот живот. Нели токму таа одбивност да се изгледаат до крај рекламните спотови до некаде говори за тоа колку ја прифаќаат луѓето оваа тема? Рекламните спотови у нас се што го гледаме на интернет и по медиуми
е само една алка од целиот тој синџир. Докторката многу напомена дека се потекнува од самото семејство. Според многу истражувања што се правени од страна на мои колеги, конкретно ево ќе кажам од страна на колегите од ХЕРА во 2009 година, направено е едно истражување за воведување на сексуално образование по школите, конкретно во школи во Скопје и во Тетово. Значи, податоците се интересни и фрапантни, затоа што младите имаат потреба да зборуваат за сексуалното образование, имаат потреба да зборуваат за сексуалните односи, за заштита, за контрацепција и слично, но едноставно професорите и родителите не се подготвени. Не ги окривувам ниту професорите, ниту самите родители, затоа што едноставно можеби тој страм, таа стигма кога се зборува за сексуалниот однос и за сексуалното образование преовладува кај нив, едноставно не се подготвени да им ги дадат конкретните одговори на своите деца и затоа младите често пати се буквално принудени сите прашања и одговори да ги бараат на интернет. Што до негде е окей, но до негде и погрешно, затоа што буквално на интернет пробајуваат секакви информации. Затоа пак ќе напоменам, направен е еден чекор, но во секој случај би било добро да се актуализира уште повеќе оваа тема. Вие веројатно играте една од клучните улоги во она што се нарекува пред се превенција, бидејќи тоа е најдобриот избор, подобро да се спречи него да се лечи. Превенцијата е пола здравје, значи во секој случај. Така. Да. Меѓутоа, се наоѓате во ситуација да ги убедите луѓето или да имаат безбедни сексуални односи, или пак ако тоа не го послушаат тој ваш совет, тогаш следната работа веројатно да доаѓаат почесто на превентивни прегледи и да се осигураат на некој начин дека со нивното здравје се е во ред. Што ви е најтешко? Знаете како? Значи првична е информацијата и слобода во смисол слобода на говорот во однос на сексуалниот живот. Кај нас постои тој срам, значи тема срам околу тоа. Секојдневниот контакт со пациентките, се трудиме ние сите, од докторите, и матичните гинеколози, и општите сите, верувам дека сите се трудат да објаснат што значи таа болест. Значи инфекција и што значи таа болест. Постои изголемување на интересот дека таа болест може да биде страшна, а има кои што некои незаинтересирано се понашаат. Втор чекор, за да ги убедиме што е превенција, ако не ја прифаќаат и не ја разбираат, втор чекор е да се објаснат последиците. Кога ќе се кажат последиците, им делува страшно. И мислам дека тој е еден чекор понапред за да им објасниме дека треба да идат редовно на преглед, треба да се запознаеме што тоа значи. Значи сексуално пренослива инфекција од која што следи сексуално пренослива болест. И кога ќе им се објасни кои се последиците, мислам дека постои веќе чекор напред во почесто идење на прегледи. А морам да нагласам, за жал, дека возрастната група е под 25 годишна возраст, каде што се случуваат овие инфекции. И се трудиме да им објасниме дека инфекција е едно, а болест е друго. Инфекција може да има, да нема никакви последици, во зависност од имунолошкиот систем, а ако имунолошкиот систем не е добар, следи болест со сите последици во смисол на можност за излекување, побрзо излекување или со поголеми последици кои што ризикот понатака си го носат пациентите. Кога сме веќе кај тие тестирања, ги правите и вие во вашата ординација, ги правите и вие, Јуле, во на мобилно комбе кое што нуди анонимно спроведување на тие тестови. Меѓутоа, сепак ми се чини, или тоа е можеби само мој впечаток, дека најголемиот страв кај оние кои што се наоѓаат во ситуација да направат било каков тест за било која сексуално пренослива болест или да живеат во стравот дека можеби ја имаат, но не сакаат да дознаат. Најголемиот страв е дали кој нив ќе ги види како го прават тој тест, наместо да ги плаши резултатот кој можеби тој тест ќе го произнесе. Да. Во секој случај, значи, она што опција Охрид го работи како невладина организација со двете програми за намалување на штети од употреба на дрога со зависници на дрога, односно лица кои инјектираат во Охрид и во Струга. И другата програма е програма за поддршка на сексуални работници,
Значи веќе скоро 6 години ги работиме тие бесплатни тестирања за ХИВ и за хепатитис С. Тоа се тестови, односно рапид тестови, преку капка крв од прстот, каде што клиентот го дознава својот статус буквално за 10 до 15 минути. Она што е доста важно е тоа што тестовите се бесплатни и анонимни. Значи, буквално имаме обучено тим кој работи со самите клиенти, имаме лаборант од Центар за јавно здравје, исто така имаме гејткипер, односно гејткиперот представува линкот помеѓу нашата невладина организација и самите клиенти, и исто така имаме советувач кој е сертифициран едукатор и сертифициран советувач за ХИВ, СИДА и за хепатитис. Овие тестирања ги правиме заедно со невладината организација ХЕРА од Скопје и со поддршка од Министерство за здравство, односно Глобал фонд од Женева. Важно е што се грижиме за анонимноста и за доверливоста на самиот тест, односно она што ќе го разговараат самиот клиент и советувачот во комбето, тоа и останува во комбето. Единствено резултатот од тестот го дознава само клиентот и само советувачот, односно самиот лаборант кој ги извршил тие тестови. Позитивно е досега што во ова 6-годишно искуство со самите тестови, ние на територија на Охрид и Струган немаме откриено лице кое е заболено од ХИВ вирусот, што е добар показател дека нашите клиенти се многу добро едуцирани и свесни се за ризикот кој го превземаат. Додека гинеколошката амбуланта, која исто така во соработка со ХЕРА и со Министерство за здравство, веќе 3 години ја работиме, исто така има голема заинтересираност, имаме постигнато голем успех затоа што им овозможуваме на сексуалните работници бесплатни гинеколошки прегледи, односно она што не можат да си го дозволат во приватна ординација или на клиника. Така. Доктор, јасно ви се случува ли вас, иако веќе сте обврзани на некој начин помеѓу онаа врска доктор-клиент, да тој однос да го чувате таен и сите тие советувања да се анонимни, меѓутоа сепак ви се случува ли некој пациент да дојде кај вас и да побара да се изврши некаков тест за некоја од сексуални преносливите болести и при тоа да побара од вас да ве замоли тоа да остане анонимно, знаејќи дека сепак врската помеѓу пациентот и лекарот е таква? Да, се случува. Секогаш кога се работи за таква некоја болест и инфекција, првиот разговор е дали ќе остане овој преглед, овој разговор, овие резултати во амбулантата. Би сакала да кажам, значи многу интересно невладината организација работи во однос на ХИВ, ХБЦ, ХЦВ, инфекциите. И многу често се зборува за тие инфекции. И многу често народот, нема да кажам пациентите, значи народот, се заинтересирани околу таа инфекција, затоа што се запознаени дека е со смртни последици. А јас како гинеколог во оваа емисија би сакала да кажам дека постојат и други инфекции, кои што се многу важни, кои што пациентите многу послабо ги знаат, него што се известени за ХИВ, ХБЦ, инфекциите. Пациентите се запознаваат со тие типови на инфекции, сексуално преносливи, кога ќе дојдат во репродуктивен период, кога ќе останат бремени или планираат бременост. А на жалост информациите се многу мали. За прв пат идеат во судир со такви инфекции кога ќе им кажеме во амбуланта на добиени резултати дека ги имале. Значи стварно би сакала ако може, јас би сакала да учествувам да информираме во средните школи, ајде основните школи веќе не, дека постојат многу други типови на инфекции кои што се многу исто така важни. Значи понатака за во животот околу репродуктивен период. Значи околу шансите за забременување, кои што можат да бидат од некои типови на инфекции, сега не би сакала овдека да ги набројувам јас, дека ги има и дека последиците се многу големи. А пациентите лутаат многу често. Веројатно здравјето на пациентите, на луѓето е најважно од се, меѓутоа сте се нашли ли во ситуација да поради стравот од некаква стигматизација, било тоа дали ќе биде од медицинскиот персонал, од оној кој што ќе ги види како влегуваат во институција каде што се прават тестови, да биде
еден вид на изговор за тие пациенти, за тие граѓани да не го направат тестот и да живеат едноставно и понатака со стравот дека имаат нешто во нив што потенцијално може дури и да ги убие, меѓутоа за нив се чини посмртоносен стравот од судот на општеството. Од болест. Да. Дефинитивно, значи, често пати се соочуваме, ево конкретно, како социјален работник кој доаѓа директно и непосредно во контакт со лица кои инјектираат друга и со сексуални работници. Она бариера што ја среќаваат во здравството како институција, ето нели конкретно сега бидејќи правиме муабет, имаме разговор за ХИВ и за сексуално преносливи инфекции. Бариерата што имаат во здравството при правење на тестови, па нели здравствено осигурување, можеби некоја одредена сума за да го платат тестирањето или прегледот, кај нас тоа, значи низ тие бариери не поминуваат. Затоа што покрај тоа што ги имаме тестовите во комбето кои ги практикуваме еднаш во месецот, во нашата канцеларија имаме достапни тестови секој работен ден, значи во терминот работа на опција Охрид имаме бесплатни тестови кои ги практикуваме на волја на самите клиенти. Значи секој клиент кој доаѓа во нашите простори може слободно да изрази желба за тест за ХИВ и за ХЦВ и при тоа да биде сигурен дека неговата анонимност и доверливост нема да биде издадена. Кога веќе зборуваме за ХИВ и за хепатитис С, бидејќи претежно, како што напомена докторката, акцент се става на вирусот ХИВ и на хепатитисот, некако другите сексуално преносиви инфекции се занемаруваат за жал. Позитивно е тоа што нели постои антиретровирусна терапија за самиот вирус и само е проблем тоа што многу луѓе од општата популација и многу клиенти не прават разлика помеѓу ХИВ вирус и сидата како болест. Значи, она што го зборуваме како табу тема и како предрасуди баш треба да се стави акцент на самата едукација за било која болест или сексуално пренослива инфекција. Луѓето не се доволно информирани. Значи, буквално прочитале нешто на интернет, колку е тоа точно не се знае. Затоа ние им стоиме како невладина организација отворени, значи може слободно да не исконтактираат во нашите простори и слободно да не исконтактираат и на нашиот Facebook профил. Сме отворени секогаш за било каква информација или било каква едукација, затоа што во текот на нашите години имавме одреден период каде што имавме одлични едукативни сесии на најразлични теми, почнувајќи од превенција туберкулоза, превенција од ХИВ, СИДА, овердоз, исто така складирање на медицински отпад, значи не само со нашата популација, туку имавме одлични предавања со секторот за внатрешни работи. Имавме одлични предавања со вработените во пожар на Охрид и Струга, исто така и со лицата кои издржуваат затворски казни во малолетнички затвор Охрид и во јавната установа затвор Теферич од Струга. Така да во секој случај она што го напоменав дека едукацијата е пола превенција, се надевам дека и во иднина како поими, како тема се почесто ќе го практикувам. Така. Една од најчестите, односно според податоците најчестите сексуално преносливи болести е ХПВ инфекцијата, human papilloma вирусот, кој што може, но и не мора да биде предизвикувач на рак на грлото на матката. Сега ние во Македонија имаме задолжителни вакцини, па и бесплатни згора на сето тоа. Меѓутоа имаше еден период, посебно во моментот кога за прв пат беа воведени, па и некој извесен период пред да се воведат, имаше еден вид на отпор, посебно кај родителите, кои што едноставно не сакаат да прифатат нивните деца, некои од нив и малолетни, да ги вакцинираат со таа вакцина. И тука мора да се надоврземе на муабетот со интернетот и со достапноста на огромен број на информации, кои што се многу често и од нерелевантни извори, кои што се и апсолутно неточни. Не е ли поедноставно да дојдат кај вас во опција или да дојдат кај вас, доктор Јасна, и да ве прашаат како гинеколог за совет и да добијат информација која што знаат дека е точно? Значи, што се однесува до human papilloma вирус, значи тој е вирус, ги има негде над 200 врсти, кај нас се испитуваат некаде околу 20 и важно е пациентките да знаат, а исто и од машки пол,
дека ХПВ-то вирусот има две врсти, три врсти. Високоризични, средноризични и нискоризични вируси. Високоризичниот вирус е предизвикувател на карцином на грлона матка. Присутен долгогодишно со намален имунолошки систем ако е на пациентите. Бидејќи се воведе скрининг тестот, ПАП тестот, еднашка годишно во возрастни групи, значи од до, бесплатен, со ПАП тестот многу сакам да кажам, среќна сум што сум тука, тие што ќе гледаат и што ќе слушнат, јас во мојата амбуланта објаснувам дека на ПАП тестот се откриваат променети клетки, а ХПВ вирусот не може да се види на ПАП тестот. На ПАП тестот се гледаат воспалителни клетки кои што одат во прилог дека е можно да има хуман папилома вирус. Ова јас секојдневно го зборувам. Со тоа што ако на цитолозите заокружат дека е можно да има ХПВ, ни стои на располагање уште еден тест, исто така кој што е безболен, лесен тест за ХПВ типизација кој што се работи во МАНУ, а го работат и во други институции. Јас лично ги праќам во МАНУ. Со тој бриз може да се види, значи, на ниво на клетка има вирус, нема вирус и кој тип на вирус е. Значи, многу лесно може да се одреди со тоа што веќе имаме патоказ во кој смер ќе се движиме со пациентката. Ако е високо ризичен, веќе се запознаени пациентките, знаат што значат и ако тестот е негативен, сепак тие се плашат и веќе почесто идат на преглед. Ако е високо ризичен, идат почесто, кажуваме колку, ако е ниско ризичен, исто кажуваме на кој период, ако нема е негативно, ако на ПАП тестот дошло дека постои сомнение за ХПВ вирус, си идат редовно еднашка, а можно и 3 години на контрола. Значи, во нашите амбуланти ова се работи. Пациентките се запознаени. Али тоа е индивидуално. А се ова е добра прилика, што можам да кажам, сигурно многу повеќе ќе слушнат. Мое е да кажам дека штом се почне со сексуален живот, обавезно мора да се почне со правење на ПАП тестот еднаш годишно. Затоа што еднаш годишно е сосем доволно, можда и од повеќе. А што се однесува во контекст на ХПВ вакцините, да ви кажам зошто постоеше дилемата дали да, дали не, најповеќе беше од стравот да не нешто се случи и се искомплицира, кај секоја вакцина може да се случи и се случувало, а најголемата дилема беше зошто на 12 години. И многу мајки ме прашуваја. Поради тоа што ХПВ вакцината заштитата беше објаснато дека е заштитата 5 години и тоа само за 4 типа на вируси, оние што се највисоко ризични. И ако се даде вакцината на 12 години и 5 години си 17 години, значи до 17 години и после тоа ќе нема заштитата од ХПВ вирусот. И се трудиме и преку разни публикации, преку интернет, советувања, дека имунитетот се уште ќе трае и ќе постои вкрстен имунитет и на оние типови што се со понизок ризик. И објаснувањето е зошто да се на таа возраст, ако не е на 12, нека е на 13, на жал можам да кажам дека овие сексуално преносливи болести се по 25 годишна возраст. Зошто? Ради тоа што се почнува многу рано со сексуален живот. Почнувајќи и ова сакам да го кажам. Зошто се многу поподложни на тие малигни процеси на грлона матка ако се започне многу порано со сексуален живот? Во периодот на пубертет, оние клетки матурни, што викаме, што созреваат, во пубертетот тие досозреваат, значи епителот, слузницата на грлото на матката се многу осетливи и ранливи во тој период. И заради тоа, значи, појавата на преканцерози и канцерози е зимната по 25 годишна возраст. А за вакцините може да ги примете. Добро, ајде предлагам тука да направиме една кратка пауза за реклама и подосна ќе го продолжиме разговорот. Ние сме 99%. Почитувани, еве повторно назад во студиото на телевизија ТВМ. За оние од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма, денес во 99% разговараме за сексуално преносливите болести и зошто тие се уште табу тема во нашето општество. На оваа тема разговараме со гинекологот доктор Јасна Митреска и со Јулијана Настовска, социјален работник од невладината организација Опција. Ајде, ќе продолжиме онаму каде што застанавме. Јулија, од твојата работа на терен, па и сите оние истражувања кои што Опција ги прави, колку тие истражувања покажале колку информации поседуваат, посебно
младите луѓе, младата популација за сексуално преносливите болести и она што го разговаравме на паузата, дека постојат и други сексуално преносливи болести, а не она од кое најмногу се плашат веројатно ХИВ-сидата. Да, напоменав преска дека некако сме научени акцент да ставаме на ХИВ-сидата како нешто, не знам, некоја страшна болест или вирус. Свесни сме дека постои антиретровирусна терапија со која што болните лица од ХИВ може да живеат долгогодишен и здрав живот. Можам да кажам од аспект наш на опција Охрид и од она што ние го контактираме со нашата целна група, бидејќи во Охрид постојат невладини организации кои како целна група ги имаат младите и добро е тоа што тие практикуваат одреден број на едукации во текот на годината, претежно со средношколци и со основци. Искуството на опција Охрид како организација која што работи со корисници на дрога и со сексуални работници на територија на Охрид и Струга е баш она што го напоменав преска. Во досегашното искуство ние преку нашите тестови немаме детектирано лице кое е заболено од ХИВ-сида. За разлика од хепатитис С, сме среќавале клиенти кај кои бил детектиран вирусот, но и сме среќавале лица кај кои веќе од поодамна се носители на тој вирус и кои веќе поминале на пегазис третман, додека за сексуално преносливите инфекции можам да напоменам дека на нашите клиенти имаме обезбедено бесплатни гинеколошки прегледи покрај комбето што доаѓа од Скопје, тоа е како мини ординација специјално направена во Германија и има одлични услови, но покрај тоа комбе каде што се зема брисеви за ПАП тестови, ние имаме обезбедено и во приватна ординација тука во Охрид правиме бесплатни гинеколошки тестови. Свеста кај самите сексуални работници и кај корисничките на дрога за сексуално преносливите инфекции е голема, но тоа е наш мотив за ние да работиме и во иднина повеќе со нив, односно да ги информираме почесто и да ставаме акцент на овие болести, затоа што секојдневно се наоѓаат во ризично однесување со оглед на тоа, со оглед на нивната работа што работат преку цела година. Затоа во нашата организација имаме обезбедено и бесплатна контрацепција, односно имаме обезбедено бесплатни кондоми кои се дистрибуираат на терен, но и во самата канцеларија. Имаме обезбедено и бесплатни тестови за бременост, но исто така и едукативни флаери кои се делат помеѓу нашата целна група, кои се полни со информации баш за она што нив ги интересира најмногу. Така. Споменавме веќе еднаш дека најстигматизираната и она со најлоша репутација сексуално пренослива болест е токму сидата. Иако по стапката на смртност не е ниту на врвот таму некаде сидата, не е ни таа која убива, туку некоја друга болест поради немањето на имун систем кај оние кои што ја имаат. Меѓутоа, нели сидата на некој начин представува можеби некоја дежурна бабарога со која што се плашат пациентите, граѓаните, сите кои што активно имаат активен сексуален живот, а на таа сметка всушност се подзабораваат останатите сексуално преносливи болести кои што, како што споменав и на почетокот, имаат многу повисока стапка на смртност и многу пострашни последици од она што можеби сидата некогаш ќе го предизвика. Значи, покрај овие инфекции, најпопуларни, да кажеме, во моментов и најголем страф од кој што влада е сидата, ХИВ-сидата. Значи, постојат, морам да кажам, пошто во секојдневие се случувам, дека се среќавам, значи и други типови на сексуално преносливи болести, инфекции па болести. Од групата, основна група се гонореа, сифилис, лимфогранулома инвеналис, лимфогранулома венерум, а покрај нив понатака се и другите интересни кои што секојдневно се случуваат. Инфекции со габнерела, трихомона, цитомегаловирус, херпес вагинален се случува доста често во амбулантите,
ХПВ вирусот е најважен, кој што најпоќе ќе гледаме да го третираме ради последици од карцином на грлото на матката. Би сакала да кажам дека сите овие, хламидијата исто е многу интересна, многу честа и доста често се работи ради тоа што последиците се големи во смисол, како што кажав, на понатака незабременување. Сите тестови се прават, сето тоа може да се докаже и ако се фати кога имунолошкиот систем на пациентките е добар, многу подобро ќе се реши, но многу е важно да знаат дека кога лечиме еден, треба да ги лечиме и двајцата. Значи секогаш треба да се лечи и партнерот, а кога е тешко, поради тој промискуитет, промена на партнери многу, а и во исто време со повеќе партнери. Без разлика дали е женската или машката страна. И секогаш треба отворено да се разговара. Кај нас е проблемот што никогаш отворено не се разговара, не само меѓу професорите, родителите, значи меѓу партнерите. И тука треба да делуваме ние дека отворено, ако нешто се најде, дека отворено треба да се разговара. Не е ништо страшно, понатака ќе биде помош обострана. Значи тоа е наша задача. И околу сите овие инфекции што ги кажав што може да се десат околу сидата, основа, база не пациентите, луѓето да знаат, се зависи од имунолошкиот систем. Ако имунолошкиот систем е добар, и сидата нема да даде последици. Ако имунолошкиот систем е добар, ни хламидија, ни гонореја, никој нема да даде такви тешки последици, него сето тоа ќе биде излечливо. Значи, наша задача е покрај давање кондоми, покрај давање бесплатни тестови, покрај давање бесплатни прегледи, да ја изградиме и културата на здраво живење. Здраво живење во смисол на здрава исхрана. Младите многу слабо се занимаваат со здрава исхрана и со движење, пешачење, вежбање. Кога ќе дојдат пациенти млади, јас се трудам да им објаснам дека аеробикот, пилатесот не е само за формирање на тело, него е за формирање на здрав имунолошки систем. Значи, примарното е тоа. Од сето ова, значи да кажеме дека превентива е едно, заштита, едукација за здрав живот е, значи, втора фаза која што е последиците да се знаат, за побрзо да се реагира и да не постои срам и страф. Само ќе надополнам докторката. Голем проблем е и отпорот на младите према контрацептивните средства. Конкретно према кондомот како средство кое штити не само од инфекции, него штити од несакана бременост. Можеби тука преовладува и срамот за да се набават кондомите како контрацептивни средства, но и една класична предрасуда затоа што многу млади често пати одат на тој физички изглед. Ако е физички здрав и ако физички убаво изгледа, тогаш претпоставува дека не е носител на било кој вирус или на било каква инфекција, што е класична предрасуда. Но проблем е дефинитивно и достапноста на контрацептивните средства на младите. Знаеме дека ние сме држава каде што освен неколку невладини организации кои даваме бесплатни кондоми на нашата целна група, не постои пракса како што е во многу европски држави да има бесплатна достапност на кондомите и за младите. Тука можеби и дури и да не се бесплатни, да се полесно достапни, да не мора да се избегне оној контакт од кој што најчесто се плашат, да се влезе во аптека или било каде каде што во продавница, па тој контакт кој што ги уништува и оние мали желби кои што постоеле кај нив да отидат и да набават. И од моето досегашно искуство на значи многу ретко младата популација го користи кондомот како заштита од било која инфекција или од несакана бременост. Па да, ми се чини на презервативите гледаат како начин само да се спречи некоја несакана бременост, а ова останатото ако не се случи супер. Значи, ако се случи тогаш ќе размислуваме. Буквално се срамат некогаш кога на кампањите во кои ги правиме и по повод светскиот ден за ХИВ-СИДА и по повод светскиот ден за хепатитис С, правиме кампањи нели со цела општата популација да ја запознаеме со оваа болест. Буквално има некој отпор да земат или се срамат да земат од бесплатните кондоми кои им се достапни во моментот. Не разбираат што им е функцијата или што е работата. Навистина не ми е јасно зошто
би се срамеле да земат нешто кое што потенцијално не само што ќе им ја спречи несаканата бременост, туку и може и животот да им го спаси во ниве? Не знам дали е срам во една средина кај што ќе видат други, а кога би разговарале за срамот, преди малку кажавме дека со сексуален живот се почнува многу во рана возраст. А кај е тука срамот? Значи, дали некој му објаснал? Значи, тука срамот не постои. Срамот постои само околу кога се зборува за таа заштита. Можда треба се уште се повеќе и повеќе да се зборува, да се објаснат кои се последиците. Значи, примерно е да се објаснат кои се последиците, а јас мислам дека и користат, но многу малку се зборува. Многу малку се зборува, најверојатно е тоа. Па, тука ми се чини најголемиот парадокс, дека иако живееме во ера на информации, тоа лесно достапни информации, и кој и да сака на било кое место може да се информира за кои се страшните последици од некоја сексуално пренослива болест, меѓутоа сепак младите не само што практикуваат небезбеден секс, туку и како што напоменавте неколку пати, дека се повеќе се спушта таа граница на возрастна на која што се практикува секс, што ми се чини навистина спротивно од она што логиката би налагала. Тука мора да ги споменеме повторно родителите. Значи, каква е нивната улога тука? Може би тие да го направат онај прв чекор кој што тинејџерите во нивните луди години не ни помислуваат да го направат, или некои пак кои што се посрамежливи не знаат како да го почнат тој разговор, да разговараат за контрацепција, да разговараат за какви импликации ќе има првиот сексуален однос за нивните деца. Тоа зависи од самото семејство. Значи, од какви се односите во самото семејство. Колку постои отвореност помеѓу членовите на семејството. Значи, све зависи, не е тоа од образование или необразование. Значи, какви се односите, колку отворено се разговара за било што во семејството, а понатака се почнува и околу сексуалниот живот. Јас мислам дека, примерно, родителите, ние сме криви што не така отворено разговараме. Некои разговараат, има, а мислам дека бројот е многу помал за такви отворени разговори во семејството. Најотворено се разговара, што пак ја жалам, околу дрога. Значи, родителите најповеќе се плашат во тој период, основна школа, средна школа, околу дрога, и за тоа се разговара. За тоа се прават тестови. Значи, секој родител мислам дека ќе оди и ќе направи тестови. А околу контрацепција, заштита, полови болести, то има, но мислам дека е многу малку. Или ќе разговараме во моментот кога нивната ќерка или нивниот син ќе дојдат со веста дека се татко или мајка. Добро, овде, ајде, при крај сме со емисијата, Јуле, овде ќе те запрашам околу онаа поддршка која што за жал до крајот на годинава имате од Глобалниот фонд од Швајцарија за сите оние програми кои што се однесуваат на превенција од сексуално преносливи болести и конкретно на сидата. Значи, дали има тука некои промени, бидејќи последната информација нели беше дека до декември трае поддршката? За жал, досега имаме неколку пати напоменато дека нашиот единствен донатор Глобал фонд од Женева си заминува веќе од Македонија, така да програмите не само на ниво на Охрид и на Струга, него буквално програмите на ниво на Македонија кои што работат со оваа специфична категорија на луѓе, односно со лица заболени од ХИВ, корисници на дрога, сексуални работници и друго. Овие програми се ставени буквално да висат во воздух. Ние искрено се трудиме и се надеваме дека ќе добиеме потполна поддршка од Министерство за здравство, од Влада на Република Македонија, но и од самата локална самоуправа во Охрид и во Струга, затоа што имаме постигнато многу, не само за клиентите, туку и за локалното население. Она што ние го имаме сработено од областа на превенцијата, кажува само колку сме се потрудиле во текот на целата година да ја подигнеме свеста за значењето на овие програми. Само ќе ти кажам еден мал податок. Романија и Грција беа две од многуте држави кои го користеа грантот на Глобал фонд.
По заменувањето на Глобал фонд од Романија, стапката на лица заболени од ХИВ-СИДА само во една година скокна за 362 ново детектирани лица. Јас се надевам дека Министерство и влада ќе има слух за овие програми и дека ние нема да дозволиме по заменување на Глобал фонд да ни се случи истото и на нас. Добро, мене ми останува да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување во 99%. Јас навистина се надевам дека успеавме да дадеме малку повеќе увид во она што веројатно представува неоспорна интима или за жал тајност во нашето општество, да се чува за себе сексуалниот живот и да не се разговара и да се ставаат работите под тепих. Се надевам дека и корисен ќе се најде за некого нашиот денешен разговор, па и дека го дадовме нашиот скромен придонес во некое подигнување на таа јавна свест за тоа што представуваат сексуално преносливите болести. Ви благодарам за вашето денешно гостување. Почитувани, тука е крајот на ова издание на 99%. Тука некаде за жал мора да ја одјавиме оваа сезона во која што поминавме па еден доволно добар број на дебати по теми кои што верувам, како што напоменував и во секоја емисија, дека се интересни за граѓаните на Охрид, меѓуто и за сите граѓани на државата. И јас ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое ги следевте сите изданија на 99%. Сега ве препуштам на летните одмори. Уживајте, одмарајте по плажите и секако гледајте телевизија ТВМ. Пријатно! Ние сме 99%.